Сакам да се свртиме денеска во Јован 6 глава. Темата што ја гледате тука, што сум ја спомнал, малку ќе ја сменам покасно, сам ќе ја објаснам, ама сега сакам да погледнеме еден многу сериозен текст од Јован 6 глава, што е многу шокантно во многу области и од многу причини. Исус се наоѓа во синагогата во Капернаум. И таму се случува она што се случува всушност сега. Една од најсериозните, пак ќе кажам, една од најдлабоките конверзации и разговори што Исус ги има со неговите ученици. Да видиме што ни вели текстот во Словото. Вика вака, читаме од Јован 6 глава 60 до 68 стих на почетокот. Мнозина од неговите ученици штом го чуја тоа рекоа: тешка е оваа беседа, кој може да ја слуша? Бидејќи Исус знаеше во себе дека неговите ученици негодуваат заради тоа, им рече: зар ова ве соблазнува? А ако го видите човечкиот син да се вознесува горе каде што бил порано, духот е оној кој живува. Телото не помага ништо. Зборовите што ви ги реков се дух и живот, но има некои од вас кои не веруваат. Зашто Исус знаеше од почеток кои не веруваат и кој ќе го предаде. И рече: затоа ви реков дека никој не може да дојде при мене, ако не му е дадено од мојот татко. Од тогаш, мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. А Исус им рече на 12 мината: да не сакате и вие да си отидете? Симон Петар му одговори: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека си ти Христос, син на живиот Бог. Исус им одговори: зар не ве избрав јас 12 мината? Но еден од вас е ѓавол. А зборуваше за Јуда Симонов Искариотски, зашто тој, еден од 12-те, сакаше да го предаде. Ова е текстот на кој денеска ќе се задржиме како основен текст. Има и други кои ќе ги погледнеме, ама ова е основниот. Еден шокантен дел во службата на Господ Исус Христос. Еден многу познат дел на секој кој подолго време поминал во црква. Дека некој во еден момент ќе го снема или ќе веќе нема да биде тука. На врвот на чудата која ги правеше Исус, на врвот на неговата популарност, ако сакате, имаме едно масовно бегање на ученици. Еден одлив на луѓе кои одеа околу него и си заминаа. Шок. Неочекување можеби. 66 стих тоа наједноставно го објаснува. Од тогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Ова е јазикот тука. И ако го читате да го погледнете во оригиналниот текст, има една финалност тука. Го напуштија и веќе не беа со него. Си заминаа и крај. И овде сакам да го спомнам она што беше на почетокот, таму на првиот стај што го спомнав, она деконструкција. Кога луѓето зборуваат за христијанството, кога луѓето зборуваат за верата, сакаат во последно време се прави она деконструкција што ја нарекуваме, или еден од оние попозначајните така забележителни делови, ако смеам да ги кажам, на постмодернизмот. Се што имаш, сакам да го распарчам на ситни делови да видам зошто се случува. И обично оваа деконструкција на црквата, или она ситничарење, ако смеам да го кажам, во црквата, е баш ова. Ако стварно црквата е собир на верни, спасени, новородени, обратени луѓе, зошто тогаш мнозина ја напуштаат? Ќе видат со нас и после некое време ќе ги снема, ќе ги нема. Зошто ги нема? Тоа е прашањето кое всушност светот го кажува и сметаат дека ако го постават прашањето го дале веќе одговорот, дека христијанството не чини. Не е вистина. Има разни причини и разни ствари, ама сакаме да ги погледнеме една по друга. Зошто толку многу луѓе не само што ја напуштаат црквата, ја напуштаат, вели, верата. И ако погледнете малку на интернет, ако почнете да копате, да вртите малце повеќе, ќе налетите на некои термини. Екс-вангеликалци. Многу еден интересен термин што се стеке како порано биле од евангелските цркви, кој ќе кажам евангелска, не мислам на деноминација, мислам на евангелско-протестантски цркви, одеднаш сега ги нема. Негде крајот на 90-тите години, почетокот на 2000-та ми донесе една книга од еден многу познат верник, христијанин, евангелско-протестантски теолог, кој напише една книга, се викаше Home Sweet Rome. Со други зборови, дом е сладки Рим. Од евангелски протестант се сврте и се врате назад во Римо-католичката црква. И вика, до сега бе во криво, од сега сум во право.
Имате неколку луѓе, може да ги најдете на интернет слободно во било кое време. Погледнете ќе најдете кои ќе ви кажат ние сме биле во евангелско-протестантски цркви, ние сме биле таму, сме се обратиле, сме се крстиле, ама вистинската вера ја најдовме во православието. И тоа луѓе од позадина, низ Америка, низ Германија, каде што православна црква и не постои. Реално ако зборуваме нивна традиционална црква. Зошто воопшто се случува нешто такво? И ова прашање беше поставено пред некое време на еден многу познат теолог и неговиот одговор беше зошто толку многу луѓе ја напуштаат верата? Неговиот одговор беше затоа што има многу лажни христијани. Еден многу интересен одговор што даде и сакам малку да го објаснам ова пред да дојдеме. Не се согласувам на цело, ама да видиме во што верувам јас. Верувам дека има две категории на лажни христијани. Буквално две категории на лажни христијани. Едната категорија се луѓе кои се измамиле самите себе си. Кои се мамат дека веруваат и вика јас си верувам. И упорно си тврди си верува. Ке се сетите на оној стих од Матеј 7:22 и 23. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам: никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Тие си измамени. Има мнозина вакви кои седат во различни форми на христијанство, кај што веруваат дека нивниот однос со Бог се темели на тоа што го прават во својата вера, што го прават во својата црква, што го прават во својата деноминација. Се додека нешто правам, јас сум си сигурен дека ќе го имам Божјето спасение. И во еден момент сваќаат дека убаво би било да го сватат додека се живи на земјата, дека всушност сгрешили. Дека не е подела туку е по вера. Дека не е што јас правам туку што Христос направи и како јас ќе го вратам тоа после за себе си. Лажни ученици кои не знаеле дека се лажни ученици. Имате вакви низ целата историја на човечкиот род. Ако се вратите во втора книга на царевите, мислам дека беше таму, или прва книга на цареви, пророк Езекија, кога доаѓа. Кај Езекија, кога доаѓа Сенахериб да му каже зошто ќе го освои Јерусалим, тој му вика: зарем јас дојдов без Господа да ве освојам? Не, Господ ми каже: оди победи ги. А не беше така. Мнозина луѓе денеска викаат: јас верувам, зар си верувам, зар мене ќе ми кажеш дека не верувам? Јас сум си апсолутно верна, не знам си што. Ама на што ти е базирана верата? Што ти е основата на тоа што го веруваш? Не е важно. Главно јас верувам во нешто. Затоа апостолот Павле вика нешто што ние сакаме да го правиме барем еднаш месечно, кога се собираме на спомен вечерата, во 1 Коринќаните 11 глава, вика: испитајте се дали сте во верата. Со други зборови, на што е заснована мојата вера? Кога јас ќе кажам дека верувам во Господ Исус Христос, верувам во нешто. Што верувам? Ајде обиди се, кажи го со своји зборови. Ако не можеш да го објасниш со своји зборови, ако не знаеш точно што ти значи, веројатно не ни сваќаш што правиш. Викаш верувам, а немаш појма што. И такви примери сме виделе многу и често. Ама, овој текст не зборува за такви ученици. Овој текст овде зборува за луѓе кои уште во овој живот се декларираат дека се безбожници или дека се лажни ученици. Овде имаме луѓе кои викаат: да, јас верувам во нешто, ама не баш во се што ти викаш, Исусе. Го следеа Исус, ги гледаа неговите чуда, гледаа се што прави, се видоа, јадоа од левот што го створи. И одеднаш вика: тешка ова работа, ваква вера мене не ми треба, фала, јас ќе си одам. Повторно, нешто многу често денеска. Многу често ќе најдете, го копав тоа по интернет малку и навистина, ајде, наши македонци ретко, ама има повеќе од овие странци. Јас сум бил жртва во црквата. Мене црквата вака, мене црквата онака, мене црквата не ми го дала ова, не ми го дала она. Јас мисля дека ќе добијам ова или она во црквата. Луѓето верните, види какви се верните, тие во светот се поарни и така натака. Јас сум се изнаслушал вакви муабети. Стварно сум се изнаслушал вакви муабети и кај нас тука во Македонија, па во крајна сметка и во нашата црква. Зошто? Затоа што тие викат: јас верувам, ама не на начин на кој Христос сака. Јас не го сакам оно што Христос го тврди дека треба да е вистинската вера, јас си го сакам оно што јас мислам дека треба да биде вистинската вера. Со други зборови, го прават Бога лажец. Тоа значи дека самите себе се декларираат дека знаат подобро од Господа, или, ајде да кажеме просто, ние сме верници, ама сме отпадници верници. Таа не е таа вистинска вера.
за која зборува христијанството тука. Тие самите се откажуваат од неа. Сега, во минатото беше срамно човек да каже дека е неверник. Во минатото, да одиш во црква и да кажеш дека не веруваш баш во се што е внатре, беше леле, страшно. Денеска имате блогови, денеска имате на интернет цели веб страници, каде што може да отидеш и да побараш помош ако црквата те малтретирала, барала од тебе да живееш свет живот, дојди кај нас, ние ќе ти кажеме како треба да живееш живот, кој ќе ти биде угоден, пак ќе му служиш на Господ, супер ќе ти биде, ама не се бара од тебе ништо да смениш во живот. Не верувате, погледнете, проверете, прокопајте малку и ќе видите, дури можете целиот хероизам што сте ја напуштиле црквата и зошто не верувате, да го ставите во подкаст, да го ставите во некоја кратко клипче таму, во некој си таму рил и да кажете, ете зошто јас не верувам во она што Исус го збори. И луѓето мислат, браво, свака част. Имавме последните неколку години за многу познати водачи по западниве цркви таму, што нивни деца свесно јавно се откажуваат од верата. Јас цело време ме тераа таму, сега веќе едва што се ослободив, сега сум веќе слободен или слободна од оне притисок што црквата го врши над мене тука. Сега, интересно е овде дека во Јован 6 глава луѓе во што ја напуштаат верата се наречени ученици. И се вратив назад, го гледав во грчкиот дали стварно пише ученици или пишува нешто друго. Да, пишува дека беа ученици на Татас. Некој што следи. И многу интересно само дека вика, го следеа Исус, ама во еден момент вика се врати и веќе не одеа по него. Јас следам еден правец во животот, следам нешто, доаѓам кај учителот, се поучувам од него, до моментот дека не каже, доста беше, сега веќе не ми треба. И кога го читав овој текст, ми текна само на една работа. Сега се мачам да симнам килажа. Ама во еден момент од мојот живот, кога стапивме во брак со Сузи, кога почнавме Давид, само што ми се роди, 3 пати во неделата одев на бодибилдинг. И тој што ми беше тренерот за бодибилдинг таму, се уште знаеме да се видиме здраво живо да си направиме, сега професор на факултет во Скопје. И во тоа време ми викаше сега да ме седна и вика вака, да ти објаснам нешто. Ако сакаш да продолжиш да вежбаш, ќе мора да почнеш да дигаш килажа. Зошто? Затоа што вака со оваа килажа не можеш да продолжиш на овој начин со тренингот. И јас реков, доста ми од бодибилдинг. Тежина да си ја качив кога не сакам. Не се. Значи, што ми е поентата тука? Вие може да следите некој до еден момент и да кажете фала до тука, те следев и сега се вртам. И точно тоа го направија овие тука ученици. Овде, што беа. А архетипот на тие, во 66 е многу од учениците, ама архетипот или главниот лик главниот нивни представник беше еден од 12 минута, кој во текстот е наречен ѓавол, кој е наречен Јуда. Човек кој беше со Исус, ги слушаше неговите поуки, одеше по неговите стапки, јадеше кај што јаде овој, спиеше кај што спие овој, крадеше од ковчеџето од кое требаше на другите да им се дадат пари, се правеше што треба и што не треба и одеше до Исус до моментот дека не свати дека крајот на Христос е на крстот и не можеше да види подалеку, па се сврте и рече, доста ми беше од него, за колку пари да ви го продаа. Во известна смисла, секој оној кој ќе тргне да го следи Христос и во еден момент вика, тешко е ова слово, се врта мисиода, е Јуда. Оди се продава за нешто што е далеку по-ниско и по-невредно од оно што го дава самиот Господ. Тука. И во Капернаум, каде што Исус почна со неговата служба, тука направи многу чуда. Ке видите дека одеше против природата. Одеше против демоните, тука ќе ги видите. Покажа сочувство. Кажи, речи, ги излечи сите што дојде околу него, таму ни се кажува. И во еден момент некој рече, јас до тука те следам, од тука натаму веќе не ми требаше. Полошо од ова, здравие. Интересна е реакцијата на Исус малку понатака, кај што вика, на кого му е многу дадено, од него многу се бара. Кога ние се откажуваме од него, тој се откажува од нас. Во Матеј 10 глава, 32 до 33, и сега повеќе стихови ќе вртиме, ќе ве натерам да вртите низ Библијата малку повеќе. Вели, и така секој кој ме признава мене, пред луѓето ќе го признавам и јас него пред мојот татко кој е на небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот татко кој е во небесата. Со други зборови, вистински ученик е оној кој нема да се одрече од Исус. Сите други се ученици, ама лажни.
тука. Ова е многу важно за нас денеска. Бидејќи мнозина кои ја напуштаат црквата, мнозина кои си одат од тука, си одат не затоа што седнале и сериозно, интелектуално размислувале за христијанството, па се мачеле со Библијата, па се бореле со библиски стихови и на крајот сватиле и дошле до заклучок: јас не можам да ја верувам оваа книга, не можам да ги верувам тврдењата на Христос, јас нема да верувам, јас си одам. Искрено, се уште не сум сретнал некој таков. Ама сум сретнал луѓе кои заради грев во својот живот, кои заради тоа што има нешто во нивниот живот што знаат дека леле ако излезе ова јавно што ќе правам, бегаат и си одат од црквата. И вика: не, мене црквата ме повреди, мене црквата ми направи нешто што не треба. И тогаш се случува таа деконструкција. Христијанството не е реално. Да беше реално, ќе ми го правеа кефот. Да беше реално христијанството, се што ќе посакав ќе ми се случеше. Бидејќи не е реално, ево очигледно, не ми се случува тоа што сакам, значи веќе не може да бидам Христов ученик. Се што кажува Христос не е вистина, лажно е. Многу од неговите ученици вика тука, за жал, овде. Повторно, па сакам уште еднаш да кажам, луѓето не си одат од црква, барем јас не сум видел до сега човек што си отишол бидејќи интелектуално сватил дека црквата е во грешка. Луѓето си одат од црква најчесто заради интерни побуди, заради морални или некакви други побуди тука внатре. Некое лошо искуство што сум го имал. Во минатото, татко и на Сузи беше предплатен на 2 списанија, тоа е во 80-тите години, кои мене многу ми значија после во 90-тите кога можев да ги видам. А едното списание беше Decision од Били Грејм асоциацијата, до ден денеска го издаваат, а второто списание беше едно, се викаше Муди Мантли, од Муди Байбл институтот, па еднаш месечно вадеа некои си списанија. И најдев во него еден текст, еднаш го сочував и баш ми се најде за проповедта сега. Замислете си, луѓето да престанат додат на утакмици, ако ги даваат истите изговори што ги даваат за да не доаѓаат во црква. Да ви дам неколку изговори? Може? Не се мој ги препишав и ви кажав од каде. Вика, кога ја одев на надпревар ми бараа пари. Луѓето што седеа до мене не ми изгледаа пријателски настроени. Седиштата ми беа тврди. Тренерот не дојде да ме види. Селекторот донесе решение што не ми се допаѓа. Цело време седам со лицемери. Понекогаш надпреварот траеше подолго од обично, па доцев на ручек. Надпреварот ми се поклопува со мои важни планови. Додека растев, родителите насилно ме носеа на надпревари, па сега ми е смачено. Не ги носам децата на надпреварот и сакам самите да одлучат кој спорт ќе го сакаат. Сте имале некој нормален што има вакви изговори да не оди на утакмица, а вика многу сакам фудбал? Нема. Сте виделе вакви што у црква ништо не им чини затоа што некој не ги поздравил, пасторот на напорки го погледнал, пасторот кажал нешто што не треба или не чини, или некој во црквата му се замерил на нешто и са леле, вове додека не ми се извини, ја во црква не доаѓа. Ако немате такво искуство, кратко време сте у црква. Ако имате такво искуство, не ви е прв пат. Сите сме поминале низ тоа. Сите сме поминале и на крајот кај што ние викаме дека некој ни сгрешил, и на онај крај кај што некој вели дека ние него сме му сгрешили. Песните не му се допаѓаат, облеката не се допаѓа, кој како се однесува не ми се допаѓа, околината во црквата не чини, паркинг нема, не знам си што таму. Интересно исти да тие луѓе кои треба да влезат на надпревар ќе се потепаат за карта вишак. Кај ти е срцето, таму ќе направиш се друго. Главен проблем е дека не им се допаѓаат Божите зборови. Тоа е најголемата мака. И во 1 Јован, 2 глава 18 стих, апостолот вика вака: деца, последен час е. И како што сте чуле дека антихрист иде, така сега се подигнаа многу антихристи. По тоа знаеме дека е последниот час. Поентата е секој кој е против Христос е антихрист. Не зборуваме за оној антихрист. Еден епитом што ќе биде еден главен некој пат што ќе се појави. Ама во секоја генерација, во секоја сезона, ако сакате и во секоја црква ќе се јави антихрист. Оној кој не го признава дека Христос е Господ и дека само преку него има спасение. Тоа е, вика, антихрист. По тоа познаеме, вика, дека е последен час. Ако за него било последен час, каде е за нас времето доедено? Или видете го овај стих. 22 од истата глава.
Кој е лажец или лажгото, ако не е онај кој одрекува дека Исус е Христос? Ова е антихрист, кој ги одречува таткото и синот. Кога човек ќе рече, фала ти Исусе, супер учење, ама јас знам подобро, Библијата вика ти си антихрист. Тешки зборови, тешки зборови. Значи, или го следиме Исус од почеток до крај, до крстот, воскресението и прославувањето, или вика против него си. Не е лесно слово. И затоа реков, се мислам, дали да продолжам со овој следниот пат или да застанам тука денеска кај што ќе одим. Тука. Штом го одрекуваш Бог, Христос, тројството, ти си вика антихрист. Ова не е нешто ново. Ова се случува со години уназад. Го имаш и во времето на Исаја. Патем, ако сакате. Исаја 1 глава 4 до 6 стих. Ох, вика грешен народ, луѓе загазени во зло, злосторнички род, расипани синови. Го оставија Господа, го презира светецот Израелов, нему му ги свртија плеките. Па каде да ве удрам уште кога и понатаму се бунтувате? Целата глава е болна, срцето изнемоштено, од петите до главите нигде здраво место. Туку повреди, синила, отворени рани, ни очистени, ни завиткани, ни заблажени со масло. Знаете што вика тука пророкот? Вели, прво, забегавте во зло, Господ ве казнува, ве утепал од кјотек, нема здраво место веќе на вас, нема кој да ве повие, нема кој да ви даде некое олеснување, а вие паси продолжувате по истиот пат и гајле си немате. Истото го вика Јеремија во 2.13, зашто мојот народ направи две зла. И забележете што вика, дека не е едно зло, секој пат се две зла. Првото е вика, ме остави мене изворот на живата вода, и второто, си ископа кладенци за себе испукани што не можат да држат вода. Со други зборови вика, го оставија тоа кај што има живот, за да се прикачат за нешто во кое е само смрт. Значи, од времето на Еремија, тука, кој ќе видите, отпадништото не е ништо ново. И додека беше Исус на земјата во Лука 19:41, се сеќавате кога дојде на Ерусалим, вика, кога го виде градот, што направи? Заплака за него. И ако видите зошто плаче, ако прочитате текстот, плаче бидејќи вика, ви дојде спасението, вие не го забележавте, не го видовте едноставно. Вие си имавте вера. Ова си е нашето, ние вака си веруваме. Вие додадете што сакате тука, вака не правиме. Океј, што правите? Ние вака не веруваме, океј, што верувате? Ако не знаеме да дадеме одговор на тие две прашања, имаме сериозен проблем. Во Лука 13:34 Исус вика, Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги погубуваш оние кои се испратени при тебе. Колку пати сакав да ги соберам твоите деца како квачка своите пилиња под крилја, но не сакавте. И реакцијата е, ви состава пуст вашиот дом. Повторно вика, ако не ме следиш, нема благослов. Благословот го нема. И ова е многу интересно. Јас сум бил, како да кажам, и сум се уште во црква доволно долго да сум видел луѓе кои се неплодна почва. Луѓе кои едноставно го прават она што во Лука 8:13 во споредбата со сејачот вика, веруваат некое време. И кога веруваат некое време, го веруваат од некоја причина. Црквата исполнува некоја потреба, луѓето му исполнуваат некоја потреба или и исполнуваат некоја потреба. Нешто се случува што во тој момент од животот им е погодно, им врши работа и после тоа веќе, фала ти, никој ништо не ме интересира. Жално е. А сепак, во Евреите 2:3 вика, како ќе избегаме ние, ако занемариме толкаво големо спасение? Како ќе избегаме од оваа работа? И повторно во Евреите 7:8 вика, денес ако го чуете неговиот глас, не закорувувајте ги вашите срца, како при огорчувањето во денот на искушението во пустината. Со други зборови, не дозволувајте проблем да ви го закорави срцето за Христос. Не дозволувајте, Господ, ова да ми го решеше, јас ќе му верував, ќе го следев. Господ знае зошто си во ситуацијата во која сум јас. Знаете, нашиот народ си има една многу убава изрека, вика, секој си плаче на својот гроб. Некој плаче од едно, некој плаче за друго, некој плаче за трето. На некој мислиш дека сема е полно рамно, кога ќе копнеш малку под површината, ќе сватиш дека не е така. Секој од нас си има мака проблем. Ама денес кога ќе чуеш неговиот глас, не го затврднувај срцето во смисла дека
вика таму по денот на искушување во пустината. Тоа беше време кога Израел беше во пустиња и леле Господи што не донесе тука да изумре. Да беше Господ ке не спасеше. Не, далеко од тоа. И повторно продолжува таму во Евреите и кажува еден многу интересен стих, вика зашто ако грешиме самоволно, откако го примивме полното познание на вистината, не останува веќе жртва за гревовите, туку само страшно очекување на судот и ревност на огнот што ќе ги проголта противниците. Кога некој го презре Мојсеевиот закон, умира без милост во присуство на двајца или тројца сведоци. И вика колку полоша казна мислите ќе заслужи онај кој го погазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот со која бил осветен и го навредил духот на благодата. Зашто ние го знаеме онај кој рече од маздата е моја, јас ке вратам. И пак Господ ќе му суди на својот народ. Или страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Поентата овде е следната. Ти си чул, ти знаеш дека Христос ја пролеа крвта за тебе. Ти знаеш дека ти умре да те спаси и ти викаш фала многу, и јас ќе си одредам, ќе си направам своја собствена вера. И апостолот тука вика, писателот на посланието до евреите вика, тешко си му на оној што ќе падне во рацете на живиот Бог. Кога ќе ми дојде човек, а ми дошле неколку луѓе во животот и кога ќе речат, кој си ти да ми кажеш дека јас грешам, јас пред Господа ќе одговарам, јас викам, тешко ти тебе. Порадо сите плукајте против мене, отколку да застанам пред Господа, онда ме суди. Така вика овде, страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Не сакаме такво нешто да ни се случи. Ама ајде да се вратам на овој текст тука, што го имавме поминато. Бидејќи има една патологија, медицински збор, има една патологија за тоа што се случува со овие што отпаѓаат учениците. Многу често. И се започнува всушност во стих 10. Со нахранувањето на 5000 луѓе. Имаше 5000 мажи всушност, не 5000 луѓе. Вика 5000 мажи, освен жените и децата. Имало мажи, имало жени, имало деца. Барем пута 4 може да го помножите се тоа. Барем по 4, ако не повеќе, ама не е ништо ни важно ова тука. Една голема, огромна толпа. Христос ги храни со 5 левови и 2 риби. И откога тоа го заврши, еве што се случува. Првото нешто што може да се каже за лажните ученици е дека тие секогаш се привлечени таму кај што има толпа. Толпата е многу интересно место. Можеш да викаш што сакаш и да немаш лична одговорност, може да се скриеш никој да не те види, може да си тука скриен и да те нема, може да не знаат зашто е толпата, ама ќе се придружат. И тоа се случува секој пат. Имате голема евангелизација, се собрале куп луѓе, се собрал малку поголем куп луѓе, некој видел дека некој се собере и сите се собрале да има што даваат, што има, што се случува тука. Каде има толпа, луѓето се приклучуваат на толпата. Една од причините зошто се појавуваат лажни ученици е ова. Луѓето сакаат да се дел од толпа. Оваа толпа беше собрана околу некој што правеше чуда. Исус. Собрани се околу него, гледаат, прави знаци, прави чуда, исцелува. Џабе леп дава, тука сме. Си дојда, се наместија луѓето фино лепо во целата таа толпа и им беше убаво. Ако се сеќавате, Исус отиде од другата страна на езерото, они пак отиде од таа страна и очекува ајде да направиш царство кај што нема да јадеме и нема да мора да мислам кај што ќе јадеме, а да не мора да работи. Проповедав за тоа, нема да се задржам на таа работа. Ама ова беше прекрасно сценарио за да имате лажни учители. Второто нешто што може да се каже за лажните ученици е дека се фасцинирани од надприродното. Сакаат да гледаат знаци, сакаат да гледаат чуда, сакаат да видат нешто да се случи, сакаат да види што стана таму. Мене лично ми пречи мешање на евангелизација и исцелување служби. Зошто го велам тоа? Заради тоа што ако евангелизацијата е споделување на радосната вест за Исус Христос, зошто не му дозволиме него да направи што сака? Наместо ние да кажеме, чека ти кажам, ако ова не се случи, некој нема да верува по раката. Правиме лажни ученици, кои доаѓаат заради лебот што го јадат или заради тоа што некој го исцелил или ја исцелил. Дај Боже, јас верувам во Бог кој исцелил. Далеко од тоа дека не верувам. А верувам го прави на свој начин во свое време кога тој сака. Некоја ние ќе му кажеме и никогаш како замена за евангелието. Тоа е моето уверување. Ако мислите поинако, може да седнеме и да разговараме на таа тема. Исус правеше чуда. Луѓето гледаат чуда наоколу и сакаат да видат дел од сите тие чуда. И се приклучија да одат по него и да гледаат што станува. Многу луѓе се собира. Погледнете ги
Много од оние телеевангелисти што ги гледаме по телевизија, што може да ги начекате да ги видите. Две главни ствари за кои проповедаат. Едната е финансиите, втората е исцелувањето. Најмалку, Евангелието, радосна вест за спасение од еден збор што не се ни спомнува гревот. И тогаш се прават лажни ученици, кои очекуваат исцеление, очекуваат просперитет, очекуваат пари, очекуваат црквата да им исполни некакви, или Господ да им исполни некакви нивни барања. И кога тоа не се случи, а тешко е ова слово, ние си одиме ќе бараме друг, што можда ќе ни помогне да го постигнеме ова нешто. И сега продолжете, ако го видите, 15 стих, понатаму, уствари, ако ве вратам малку назад, во 14 и 15 стих, ќе видите дека луѓето спомнуваа пророк, тие се вика пророк како во Стариот Завет. Таму во 6 глава, ако се вратите. Идејата беше дека Мојсей им даде нешто на нив, и он очекува, ајде сега и ти, фино лепо, ќе ни дадеш нешто. Или, ако смеам вака да кажам, третата работа што може да се каже за лажните ученици е дека веднаш очекуваат да имаат некаква телесна полза од верата. Што ќе добијам јас ако се приклучам на вашата црква? Мојот одговор секој пат е ништо. Ништо нема ти даде. Очекуваме доброволен прилог да дадеш, очекуваме да си дел од црквата, очекуваме да помогнеш во работата на црквата. Ама што ќе ни даде? Освен Евангелието, освен радосната вест, освен Библијата, ништо друго нема ти даде. Двајца, тројца по име можам да ви ги спомнам, што веќе не се вратија во црква. Не можевме да им обеќаме. А што ти треба? Па, хуманитарна, ова не треба. Нема проблем, само дојде. Третата слика на лажен учител е доаѓа и вика, која фајда имам јас што верувам? Веднаш, сега, сакам да видам. И затоа се обидува да го фатат Исус, да го направат цар. Што ќе ни даде? Кој ќерк имаме ние од него? Ако го ставиме цар, ќе мора да ни ги исполни желбите. Гуска што несе златни јајца. Тоа е приказната уствари, ако сте ја читали. Тоа е целта, дека го поставиме за цар, ќе не рани, нема да работиме, се ќе ни биде супер. Господи, за ваков Месија нема проблем. Ама ти зборуваш за крст и умирачка, с краја да е бега подалеку од таквите. И тогаш има уште еден чекор. Она четврто нешто што го бараат. Тие лажни ученици оти очекуваат барањето да се исполни веднаш. Не е проблем кога некој дојде во црква и вика, браќа, сестри, молете се за оваа работа, сакам Господ да ја направи. Дали е исцелување, дали е спасение на некој ближен, дали е решавање на проблеми финансиски, било какви проблеми. Ништо нема проблем. Ама Господи, ја ти дадов рок до денес, ти не го исполни тоа, чао. Тоа е знак на лажен ученик. Има работи за кои ќе се молиме цел живот и нема да го видиме исполнувањето на нашата молитва. Ке има. Ама ќе го видиме можеби на небото еден ден и ќе знаеме Бог одговорот на таа молитва. Ке има работи кои ги сакаме сега и тука да ни ги даде Господ, а нема да ни ги даде. Оти вика, мислам дека имам нешто подобро за тебе. И нема да го добиеме тоа што го сакаме. Лажниот ученик вика, ако сега не ми завршиш работата, јас си одам. Фала ти, не ми треба ништо. Јован 6:28 до 31, малку погоре. Што да правиме за да ги извршуваме Божите дела? Исус одговори и им рече, Божјото дело е ова, да верувате во оној кого тој го испратил. Пазе, како вика да бидеме вистински Божји ученици? Верувајте во тој што е пратен. Пак го вртат прашањето. Каков знак правиш да видим и да ти поверувам? Што ќе ми се твоите зборови? Дај ми знаци. Што правиш? Пак Исус ги враќа. Вели, овие викаат, нашите татковци јадеа мана во пустината како што е напишано. Им даде да јадат леп од небото. А Исус вика, вистина, вистина ви велам, Мојсей не ви даде леп од небото, туку мојот татко ви дава вистински леп од небото. Зашто Божиот леп е онај кој слегува од небото и му дава живот на светот. Секој нормален знае дека он зборува тука за себе си. Они се вртат, пак ја менуваат парадигмата и вика, Господи, давај ни го секога што е леп. Рани не, дај ни се што ни треба. Исус реагира и вика, јас сум левот на животот, кој доаѓа при мене нема да огладни, кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Но ви реков, иако ме видовте, не верувате. И они па се враќаат на тоа. Слушај, што ќе ни дадеш? Кој ќар имаме ние од тебе? Дај ни нешто. Така, ево, јас се давам за вас. Јас сум левот на животот. Јас ќе ви бидам доволен. Јас ќе ви го исполнам секоја ваша потреба. Ама не е тоа оно што ние го бараме. И тука дигна рачна.
ова ви е почеток на она просперитетно евангелие. Ако си верник, секи ти оди супер, секи ти биде фантастично, секи ти биде за мерак. Не е вистина. Самиот Исус рече, во овој свет ќе имате маки. Ама не плашете се, јас го победив светот. Ние сме на победничката страна, а факт е дека ќе има маките. И петото нешто, ако смеем да кажам, што може да се зборува за лажните ученици е, оти немаат интерес за Христос. Најадине, напине, исполнене ги потребите. Моли се Господ да ми даде работа. Таман кој ми кажуваше дека ќе се молиме во црквата, Господ ќе им даде работа и ќе си одат од црквата. Господ ќе им го реши проблемот и веќе црквата не им треба. На луѓето, фала ти. Многу. Интерес за Христос? Не. Еден брат од една црква тука во Скопје, тоа го кажа многу добро, едно време му го запамтив тоа. Вика, сите ја сакаат Христовата туника. Ама не го сакаат Христос. Ви текнува зашто зборува. Кога Христос беше распнат на крстот, што правеа доле војниците? Се коцкаа за неговата облека. Тој умира. Нема веза, нека си умрем таму. Чекај ние да видиме кој ќе има ќаро дома од него, од тој Христос. За жал има мнозина такви ученици денеска. За жал. И Исус им вика, јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за живот на светот. Повторно им вика, се што ви треба е во мене. Пак им го кажа исто до тоа. А они не можат да го прифатат. Не сакат да го прифатат. Многу нешто страшно. И во 6 глава 52 до 57 стих почнаа да се расправаат. Вика, тогаш јудејците се препираа меѓу себе и велеа, како може овој да ни го даде своето тело да го јадеме? Тогаш Исус им рече, вистина, вистина ви велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело, ја пие мојата крв, со други зборови, кој ме зима во целата, во целосност, има вечен живот и јас ќе го воскресам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна, мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него, како што мене ми испрати живеот татко и јас живеам преку таткото. Така и оне кој ме јаде мене ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото. Не како што вашите татковци јадеа мане и изумреа. Кој јаде од овој леб ќе живее довека. Вака ќе речете, ова е многу комплицирано, не го разбира. Мислам дека многу добро го разбира тие таму. Оди тие зборува, види, Мојсей ни даде мана. Тој вика, не ви даде Мојсей, Бог ви даде. Ама Мојсей не изведе од ветената земја. Не, Господ ви изведе од ветената земја. Ама Мојсей се грижеше за вас. Не, Бог се грижеше за вас. И вика, значи јас сега продолжувам, јас сакам да се грижам за вас. Јас ќе бидам вашиот спасител. Јас ќе бидам левот, јас ќе бидам храната, јас ќе бидам пијалокот, јас ќе бидам се што ти треба, ако веруваш во мене. И они се откажаа од таа работа. За жал. Тоа значеше лично да го прифатат оно што Исус ќе го направи на крстот. И интересно е, кога ќе погледнете понатаму, имаше една тажна ситуација, се јави после во Матеј 11:23. Бидејќи ова е крајот кај што секој лажен учител ќе дојде. Кризната ситуација во која сакал некој ќе се најде во еден ден. Бидејќи во 6 стих го прочитав, вика, мнозина од тој ден веќе не одеа по него. И кога дојдат во таа ситуација, овие зборови се за тие луѓе. Во Матеј 11:23 вика, и ти Капернауме до небото ли ќе се воздигнеш, ќе слезеш до пеколот. Зашто ако во Содом се случаа чудата, што се случија во тебе, ќе останеше до денешен ден. Но ви велам, на земјата Содомска ќе биде полесно на судниот ден отколку тебе. Што е поентата? Поентата е, вика, Содом, што беше град познат по беззаконие, познат по разврат, полесна, вика, казна. Ќе бидат казнати. Полесна казна ќе добијат од тебе, бидејќи ти ги виде чудата, ти ги виде знаците, ти забележа се, ама не поверува. Не поверува. И сакам на брзина да завршам тука со неколку збора, кои често ми ги цитираат, кои ќе зборуваме за сигурност на спасение или нешто. Вика, ама нели спасението се губи? Јован, видите што вика прво Јован 2:19. Ова е еден стих, нема да навлегувам во тоа. Јас сум уверен дека кога Господ го спасува некого, нема нешто што може да го излече од неговата рака. Ке страда можеби, ке пати, ке има проблеми, ке паѓа горе-доле. Петар го имаме за пример. Ако никој, Петар, еден од апостолите Исусови, знаеме каков му беше живот. Ама, знаеме каде е крајот. Прво Јован вика вака,
Од нас излегоа, но не беа од нас. Зашто ако беа од нас, ќе останеа со нас. Туку требаше да се покаже дека не се сите од нас. Јас не знам кој е спасен. Јас можам само да кажам твојот живот покажува или не покажува спасение. Јас не можам да погледнам што има во нечие срце и да кажам ево ова е верен, ова е неверен. Ама можам да кажам она што го гледам, што го правиш, е или резултат на Божи дух, или е резултат на некој друг дух, што не е Божи дух. Ама поентата е оваа. Ти, ако си бил вика Божјо дете, ќе одиш горе-доле. Ќе има проблеми, ќе има падови, ќе има ствари. Во Христос си. Ако не си Божјо дете, прави што сакаш. Надвор од целата таа група си, надвор си тука. Вистинските ученици се гледаат од она што е сосема спротивно од ова што го гледаме тука. Знаете Петар како го завршил, јас ќе завршам со него. Исус кој ги праша вика, сакате и вие да си заминете? Не знам колку луѓе имаше околу Петар и околу Исус. Остана само 12, мислам 11 плюс 1, ај така да го броиме, од падникот. И Исус вика, сакате и вие да си одите? И реакцијата на Петар е импресивна. Вика, каде додиме? Ти имаш зборови на вечен живот. Разликата помеѓу вистински следбеник и лажен следбеник се зборовите Христови. Кој ги пази, кој ги чува, кој оди по нив. Секој пати, кој ќе одиш контра библиските вистини за христијанството, тогаш се наоѓаш во таа категорија на, како ги викаме, отпадници, деконструкционисти, луѓе кои се на страна, луѓе кои не се дел од Божјото царство, не се дел од Божите ученици. Оделе по Исус, се учеле од Него, ама застанале и рекле, доста ми е, до тука ми е. Јас знам дека многу не има тука, сигурно, кои врвиме вака. Знам дека имаме проблеми, се качуваме, паѓаме. Христос многу добро им каже на фарисеите, кои стварно се мачеа да бидат како што треба, кој од вас е без греф, нека прв фрли камен. Јас не фрлам камења денеска тука. Јас сакам денеска само да се фокусираме на една многу важна работа. Ако сум стварно Христов ученик, го следам неговиот пат, живеам по неговиот пат, живеам на начин на кој тој сака да го правам тоа согласно Библијата. Ако не живеам живот согласно Библијата, јас сум ученик, ама нечии, не Христов. Нека Бог ни даде сила да се останеме во тоа школу, да бараме неговата сила и моки, да може да живееме како што треба и кога ќе не видат на улица, да кажат, еј, и овај беше со него, или и ова е со него. Да имаат зашто да кажат, еј, ова е поинако. Наместо да викаат, па ние не сме знаеле дека ти си верник.